Добар ден и од мене, ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0М+ на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за медицинска нега на новороденчиња, на термински и предвремено родени бебиња. Гостин во студиото е доктор Денис Алкалили, специјалист по педиатрија од приватната болница Медика Истанбул во Тетово и основач на Лулка организација за едукација и поддршка на трудници и родители. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Неонатологијата и медицинската нега на терминските предвремено родените бебиња е актуелна тема секаде во светот, па и кај нас. Зошто е тоа така? Па така е заради тоа што веќе во современата медицина, значи во современата медицинска наука и третирањето на болести, веќе голем дел од медицината е на некој начин ефикасна, односно ефективна во третирањето на болестите и во намалувањето на морталитетот, во подобрувањето на квалитетот на животот. Неонатологијата е понова, да речеме, гранка, односно субгранка, субспецијализација од педиатријата и со неонатологијата, значи има излезе на површина, значи еден проблем кој што ги засега семејствата, кој што ги засега родителите и кој што ги засега бебињата, а тоа е значи големата смртност, нееднаквоста во третманот кој што постои на различни географски територии или да речеме во различни држави, во различни земји, така да во денешно време, на пример дури во рамки на Европа, значи имаме болници во кои што се почитуваат повеќе стандарди, односно има стандарди и подобра нега, а во други во кои што има да речеме на пониско ниво е негата и тоа навистина делува на целокупниот квалитет на живот, на преживувањето и на сите параметри кои што понатаму го следат бебето во тек на животот. Така, денеска ќе зборуваме што е тоа современа медицинска нега всушност на новороденчиња, на предвремено родени, воопшто термински родени, па и бебиња кои што се раѓаат болни. Да. Инаку организацијата Лулка учествува во процесот на креирање на иднината на неонатологијата. Во Европа како се случи сето тоа? Тоа е една интересна работа преку една фондација, европска фондација која што е од Германија и која што на некој начин ги собира организациите кои што работат со оваа проблематика од сите држави во Европа, значи представува на некој начин како една партнерска организација која што е партнери на Лулка во Македонија, значи од наша страна ние учествуваме во тој процес на креирање на стандарди во неонатологијата во рамки на Европа. Како што кажавте вие, тоа на некој начин ги засега најмногу предвреме родените и болните новородени кои што бараат посериозна, поспецифична нега и утврдено е дека постојат некои стандарди кои што се поединечни, на пример има во Англија стандарди, има позната е австралиската школа, значи исто така и американски стандарди или препораки како да се третираат бебињата, меѓутоа во Европа не достигаше значи еден унифициран заеднички систем кој што би бил референца за да може секоја европска држава да го спроведе третирањето на предвреме родените и на болните новородени и токму поради тоа започна еден процес кој што се одвива на ниво на цела Европа и во тој процес всушност е вклучена и Лулка. Значи тоа се околу 200 професионалци, значи врвни професори, доктори од цела Европа кои што учествуваат во креирање на препораки, значи тие се на некој начин како референтни стандарди, а потоа државите во Европа си ги на некој начин имплементираат постепено тие стандарди. Зошто една непрофитна организација како Лулка, која што ги застапува интересите на родителите, е вклучена во еден ваков процес? Па видете, современото сваќање на неонатологијата и современото сваќање на медицината всушност, она со кое што и ние денес се студираме, односно кое што е актуелно и кај нас, е всушност дека сите мерки, сите препораки, начинот на третирање, начинот на прифаќање на пациентите мора да биде во согласност и со учество на самите пациенти, односно на семејствата во овој случај, затоа што не можеме да ги уклучиме бебињата кои што се многу мали. Токму поради тоа, на ниво на Европа всушност има потреба и така и Лулка се вклучи, значи како представник на родителите во рамки на креирањето на овие стандарди. Тоа е многу интересно и јас со еден пример на пример сликовито ќе го прикажам. На пример, можеби докторите, односно медицинската фела смета дека бебето додека е во инкубатор не треба да се фотографира. Меѓутоа, од друга страна, па родителите, кои што исто така влијаат на тој процес на создавање на стандарди, сметаат дека тоа е начин како да се доживеат како родители. И дури во случај на најкритично, да речеме, доколку има најкритичен исход, односно доколку го загубат родителите бебето во првата недела, во првиот месец после раѓањето, тоа ќе биде единствена, да речеме, шанса или ќе имаат некаков спомен од бебето и ќе може да се реализираат како родители. Затоа што тоа, на пример, отсуството на родителската улога, која што
ако не е вклучена во овој процес на креирање на стандарди и учество на родителите, всушност може понатаму да има далеку стежни последици по семејството и последните деца, значи доколку понатаму има деца родителите, тие не се исти доколку тој процес не се испочитува. И токму заради тоа ги вклучуваат родителите, вклучително нели и нас како организација, меѓутоа и од сите европски држави со цел да добијат фидбек и тоа да биде прилагодено максимално прилагодено на потребите и на родителите. Значи тоа е улогата всушност на родителите да даваат идеи кои што ќе бидат поврзани со етичкиот момент на некаков така, начин. И да ги евалуираат на некој начин тие мерки и да го кажат својот впечаток од тоа што го поминале како искуство и да кажат да таа мерка одговара или таа е прифатлива за родителите, а таа мерка не е. Се разбира дека родителите ја немаат крајната, нели, крајната одлука, меѓутоа веќе се препознава и во Европа, а се надевам и кај нас, се препознава веќе и таа улога, затоа што џабе се мерките ако не се ефикасни и ако не предизвикаат позитивен однос или позитивен фидбек кај граѓаните и кај пациентите. Каков е начинот на работа во Македонија во однос на медицинската нега на предвремено родените бебиња и бебињата кои што се болни? И може ли да се направи паралела како изгледа тоа во европските земји? Па јас не би давал оценка конкретно за кај нас, иако се постојано значи има напори за да се подобри, вклучително и во однос на опремата, вклучително и во однос на бројноста на вработените, затоа што тоа директно влијае на целокупната нега и на целокупниот исход од целата таа работа. Меѓутоа можам да кажам на пример за Европа дека скандинавските држави се многу напред, значи одскокнуваат скандинавските држави, исто така и Англија, која што Англија има и собствен систем на стандарди преку нивниот национален здравствен систем. Меѓутоа овие земји значи кои што се околу нас, значи во нашата околина, како што се на пример Бугарија, како што се Србија, како што се Грција, се борат, значи се уште и се обидуваат на некој начин да ги постигнат резултатите кои што веќе се постигнуваат во Централна Европа и во Западна Европа и посебно во нордиските држави. Што е тоа всушност што треба да се промени за да се постигнат посакуваните резултати? На кои сегменти треба да се работи всушност? Па видете, тоа е интересно и тоа е тој проект кој што всушност се прави на ниво на Европа и во кој што е вклучена Лулка. Во рамки на тој проект во последниве 3 години, значи се определени 11 тематски области од негата, значи од грижата за предвреме родените и новородените, на која што треба да се работи, односно да се подобрува со цел да се добие подобар резултат и подобар исход. Јас би сакал само накратко темите да ги представам затоа што се важни. Значи раѓање и трансфер, односно како бебето додека е се уште во матката, значи како мајката да се трансферира до соодветниот центар каде што треба да се третира, или бебето од кое ќе се роди како да се префрли во стандардни услови до единицата за неонатална интензивна нега. Значи тоа е еден многу битен сегмент. Потоа медицинска нега и клиничка пракса, значи како по кои протоколи би требало да се третираат современи, нови, докажани, нели со медицина базирана на докази. Потоа семејството значи да биде во средина на целиот тој процес, исхраната на бебето, значи дали да биде со мајчино млеко, парентерална исхрана во првите денови, односно да се стандардизира начинот на кој што бебето се исхранува веднаш после раѓањето доколку има таков проблем. Потоа во однос на етичките улоги и одлуки, и многу е битно исто така и прибирањето на информации. Значи како сите тие информации се документираат и како после од нив се вади заклучок за тоа дали е ефикасен тој начин на третирање или не. Така да на тие 11 области се работи веќе 3 години во Европа и сега на крај на 2018 всушност, на 17 ноември, стандардите ќе бидат и објавени. Значи ќе бидат објавени целокупните препораки, тие референтни препораки кои што ќе ги содржат сите овие елементи и потточки на нив со упатства за тоа како всушност да се третираат за да имаме најдобар можен исход за сите и да се на некој начин изедначи тој третман на територијата на цела Европа во која што не сметаат и нас. Така. Многу често родителите во западноевропските земји имаат контакт со нивните бебиња, додека се во инкубатор, имаат контакт кожа на кожа, може да се обидат и да го дојат, за разлика од нашите неонатолошки оделенија кои што се од затворен карактер и родителите многу често и еднаш во неделата имаат можност да го погледнат своето дете. Дали тој контакт е навистина опасен? Дали тие бактерии од кожата на мајката, од кожата на таткото може да бидат опасни за предвремено роденото бебе?
Во принцип, тоа е една пракса која што се прави долги години на Запад и сите студии кои што се правени во однос на тоа се позитивни. Тоа значи дека има позитивен ефект како за бебето, во однос на здравието на бебето, во однос на виталните параметри, затоа што бебето е во интензивна нега, односно во таа единица за интензивна нега, најмногу затоа што му се загрозени виталните параметри, како што се одржување на телесна температура, срцева акција, дишење. Утврдено е дека на сите овие параметри тој контакт кожа на кожа ако се прави правилно, значи со кратка обука на родителите за да знаат всушност како се прави и со супервизија од страна на персоналот, дека носи многу подобрување на тие витални параметри. Исто така е позитивно и за родителите, значи долгорочен ефект во однос на поврзувањето на родителот со бебето, на состојбата во семејството, значи многу се тие позитивни ефекти, така да не е нешто опасно кое што треба да се прави, меѓутоа тоа си има одредени стандарди, одредени препораки како се прави и доколку се тие почитуваат, тогаш нема да има никаков проблем и мислам дека редно е веќе и во нашите единици, значи веќе се прават некои напори, веќе добиваме позитивни сигнали дека и кај нас веќе полека по полека ќе се отворат одделенијата и да се добие тој контакт кој што е многу посакуван и кој што веќе родителите на големо го бараат. Да, барат, инсистираат, бидејќи читаат и тие следат како се развиваат работите, кои се најновите стандарди всушност за неонатологијата и потоа инсистираат и тоа да го добијат тука. Токму заради тоа и Лука постои, токму заради тоа и ние се трудиме колку што може да помогнеме, да ги информираме, меѓутоа во исто време и да не напаѓаме, значи да не ги напаѓаме оние кои што работат, затоа што и кај нив зависи се од условите, така да полека по полека да го трансформираме ова во една позитивна приказна која што ќе им понуди на родителите на вистина тоа што треба и тоа што е стандард секаде во светот. Така, какви се вашите искуства, бидејќи често патувате во европските центри неонатолошки, па можете ли да направите еден ваков приказ како изгледа сето тоа? Па да, интересно е затоа што во рамки на проектот кој што трае веќе 3 години, значи неколку пати имаме обуки за имплементирање на стандардите, за комуникација со здравствените работници, за комуникација со јавноста по однос на овој проект кој што се случува. Токму во рамки на тоа се подготвува и брошура која што е наменета за здравствените професионалци, значи со цел да им на неонатолозите да им приближи за што се работи и што всушност ние ќе добиеме на крај на оваа година, односно како може тоа да се полека по полека имплементира во нашиот систем. Затоа што тоа е патот по кој што може да се подобрат работите. Инаку искуствата се многу позитивни, значи начинот на размислување е многу на повисоко ниво, морам да кажам, и многу е битно дека родителите се партнер во промените на здравствените работници, односно здравствениот работник ги смета родителите како партнер во негата, во подобрувањето на условите, меѓутоа и родителите од своја страна даваат свој придонес. Например, и ако се родители на предвреме родени, тие луѓе се професионалци, значи работат во компании, имаат некои линкови или врски кои што може на некој начин да помогнат и да донираат за опрема, за подобрување на условите, значи на некој начин да тој заемен однос всушност се изгради и на тој начин да се подобрат условите, така да позитивни се искуствата многу од Европа кои што ги гледаме. Какви се идните планови во врска со оваа важна тема во Македонија? Па една многу битен сегмент од нашата работа како Лука организација е всушност да ова го движиме како процес, значи да ги информираме во исто време и јавноста, да даеме поддршка на родителите, меѓутоа исто така и да воспоставиме комуникација со здравствените работници и тоа сега е во процес, како што кажав, значи сега се подготвува и материјал кој што ќе биде за информирање на стручната фела. Понатаму планот е значи да тие стандарди значи се промовираат, значи да се запознае јавноста со нив, да се запознаат и здравствените власти и полека по полека да се имплементира еден дел од тие стандарди, она што може да се имплементира во рамки на работата, значи на работењето на здравствените институции. Јас би кажал дека ние навистина постојано работиме со тоа, имаме поддршка постојано од таа фондација која што е европска организација и меѓу себе организациите разменуваме мислења, така да тоа верувам дека ќе донесе позитивно многу во нашата држава. Дали современите стандарди за неонатолошка нега ги вклучуваат и банките за мајчино млеко? Еве нешто што нема во Македонија. Дали и тој сегмент е многу важен кога станува збор за здравието на предвремено родените бебиња и нивното преживување?
Апсолутно многу е важно и тоа е составен дел од препораките, значи и од стандардите кои што се прават и од целокупните препораки. Голем број на центри во Европа имаат банки за мајчино млеко и тие банки всушност баш најмногу се користат за предвреме родените со цел да им се обезбеди соодветна нутриција, односно да се поттикне нивниот раст и развој. Да објасниме всушност на каков начин стигнува млекото до овие банки за мајчино млеко. Жените кои што имаат хиперлактација всушност дава дел од своето мајчино млеко кое што по одредени стандарди се чува и потоа се нуди на предвремено родените беби. Ете така, значи во стандардни услови со посебни фрижидери, со посебен процес, значи се собира млекото од донатори, односно од мајки кои што имаат млеко и кои што може да донираат млеко и тоа донирано млеко всушност се замрзнува и се прави таа банка на мајчино млеко, од која што банка всушност главните корисници се болните новородени, предвреме родените кои што мајките се уште немаат млеко и оние да речеме случаи каде што мајката има некаква болест или мора да се третира, значи на било кој начин и мора да биде одвоена од бебето и токму тогаш во тие моменти се дава донирано мајчино млеко со тоа што има нели одреден протокол на испитувања, значи неколку анализи кои што се прават на мајката со цел да се обезбеди млекото да биде соодветно за користење. И тоа се разликува од лактариумот? Да, тоа се разликува од лактариумот, затоа што лактариумот е всушност место каде што мајките може да дојдат и мајчиното, да, и своето млеко да го измолзат за да може да го остават на бебето. Значи најбазична, основна работа која што би требало да се дозволи, која што е достапна и не е воопшто скапа, тоа е всушност мајките да го донираат своето млеко за своето бебе. Банката за мајчино млеко е веќе многу посложена процедура, многу посложена операција која што се вклучува од голем број на мајки собирање на млеко и тоа после се дава на предвреме родените и тоа е многу поврзано со подобрување на исходот. Значи посебно некои состојби како што се некротизирачки ентероколит или НЕК скратено, значи тоа е една состојба со цревата која што голем дел од предвреме родените ги засега, тие што се на мајчино млеко, значи тие многу помалку заболуваат од тоа и имаат подобра прогноза. Така, ова е нешто што сметам дека што поскоро треба да се спроведе, што поскоро треба да се направи бидејќи е важно да се спроведат стандардите. Дефинитивно, да. И со тоа ќе дојдат и резултатите, така. Да, со тоа ќе дојдат и резултатите. Така, Лулка инаку работи уште на многу разни проекти, сосема накратко за работилницата која што ќе биде организирана во месец мај. Да, имаме организирана работилница која што ќе биде на 23 мај, која што е наменета за родители, значи за родителство и ќе опфати најзначајни, тоа се вика родителски форум, таа е прва од овој тип и ќе опфати 3 теми кои што се многу важни за родителите и децата и тоа е агресивноста кај децата и како да се спречи, како да се превенира агресивноста, за користењето на мобилните и таблетите, многу битна тема, многу значајна, ќе кажеме и за здравата исхрана, односно како навреме да се почне да се спроведува исхраната за да може детето да се храни здраво и да има здраво детство всушност. 3 теми кои што се многу актуелни, кои што се многу често присутни и верувам дека ќе има огромен интерес и дека родителите ќе најдат решение за сето ова. Јас се надевам и дека сите овие стандарди што поскоро ќе бидат имплементирани во Македонија, бидејќи е најважно здравјето на децата. Токму така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, им благодарам и на гледачите што не следеа со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.